Втор ден на Европското првенство. Усвари не. Второ видео. Трет ден. За мене првенството почнува денес. Сите оние што ме следат од поодамна знаат за кого навивам. Холандија. Така да, недела е мој ден. Денот започнува со Полска-Холандија. Иако пред неколку дена зборев дека Холандија иде барем до полуфинале, можеби и финале, можеби и до титула, сега веќе не сум сигурен баш во тоа. Ова е усвари надпревар помеѓу две селекции кои што има најголеми проблеми уште на стартот на шампионатот. Полска прво остана без Аркадиуш Милик. Потоа се повредија Левандовски и Сведерски. Да биде уште по-бизарно, Сведерски се повреди по прослава на гол. За Левандовски сигурно е дека нема да настапи на овој прв меч со Холандија. Холандија пак остана без 20 клучни фудбалери во средниот ред. Френки де Јонг и Теун Кобмайнерс. Вајле добро го кажав. Двајцата го пропуштаат цело европско првенство. И сега пази, интересно е тоа што Куман за повредата на Де Јонг ја обвини Барселона. Клубот каде што беше и тренер и играш во минатото. Добро, ако ништо друго, повик доби Јан Матсен од Борусија Дортмунд, кој што имаше неверојатно добра сезона. Може да биде изненадување на турнирот. Како и да е, Холандија тепа. Вториот меч во недела е од групата С, Словенија-Данска. Значи, двете селекции играа заедно во квалификациите и сега пак играа заедно на европското првенство. Данска токму со победата над Словенија од 2:1 обезбеди учество на европскиот шампионат. И ги сега пак на отварањето. Данска е фаворит, има подобри фудбалери, поквалитетни фудбалери, имаат поголемо искуство, се е на нивна страна. И искрено мислам дека ќе поминат групата, инаку во групата се Англија и Србија исто така. Во Словенија се уште еден од главните играчи име Игличич. Иличиш кој што долг период се бореше со депресија, а сега ќе игра на европско првенство. Сепак главен играч име Бенџамин Шешко, од кого се очекува најмногу, очекувам и јас некој гол на шампионатот. Не заџаве цела Европа се тепа за негов подпис. А Типов се решава да остане у Лајпциг. И Јан Облак е тука. Да, можеби лидерот на оваа селекција. Усвари, за двете селекции Иличич и Ериксен во Данска ќе бидат само еден дополнителен мотив за поголем успех на првенството. Ќе биде интересен надпревар, ама мислам дека сепак Данска ќе тепа. Може да има и голови. И вториот меч во групата ќе биде далеко поинтересен. Србија-Англија. Значи вака, прашањето е следно. Дали Англија конечно ќе дојде до трофеот? Имаат големи очекувања. Го имаат убедливо најскапиот селектор на европското првенство, плата од 4,8 милиони евра. Имаат топ играчи, го немаат Мегваер, се е на нивна страна. И да, нема да игра Грилиш, на кого очигледно и нема е баш многу тешко што нема да игра на Евро. Денот како не доби повик, камерите го фатија камен пијан. Следниот ден веќе беше фатен на Океан Бич на Ибица, а сега се збори дека некој забави во Дубај, не знам. Онака нема да игра на Евро, ама мој топ усвари, затоа што ќе може да пие цело лето. Кој цвере, човеч. Не знам. Саутгейт вика дека ќе си оди ако не го освои првенството. Па тама на работа да не си оди. И нема да освојат. Сега и во Србија големите надпреварувања секогаш онака тој балкански менталитет секогаш се очекуваат со голема еуфорија, со големи очекувања. И ома на првиот меч ќе се види колку можат. Можеби е чудно, но дечки Србија нема настап на европско првенство веќе 24 години. Србија има добар тим. Во напад ги има Влаховиќ и Митровиќ. Средина Тадич, Милинковиќ Савиќ. Одбрана добра, цврста, но нешто не е кој што треба. И затоа пола Србија е контра селекторот Пикси. Ама па нема везе. Србија му дадоа нов договор и му го продолжи уште пред да знаат како ќе одигра на европското првенство. Да се вратиме на надпреварот. Англија тепа. И тоа го за недела. 3 добри надпревари. Од сабајле до вечер. Добро, не е баш сабајле, ама. Следете на социјалните мрежи на Instagram и на Facebook. Оверте им with TJ. Следете на YouTube каналот BMG Network, каде што ќе имаме секој ден ново видео за време на европското првенство. И коментирајте, кажете ваши размислувања за надпреварите. Чао!